Мојот предмет е навлака за пирница од мојата најдобра другарка. Кажи ми зошто го избра овој предмет? Овој предмет го избрав бидејќи ми е подарок од најдобрата другарка и искрено единствен подарок каде што некој одвоил многу време за да го направи за мене. Ја представува целата грижа што другарка ми ја има за мене и моето здравје и затоа. Кажи ми како се вика твојата најдобра другарка? Мојата најдобра другарка се вика Нина. Дали мислиш дека на некој начин Нина ти има влезено и во светот на соништата преку овој гест? Многу е интересно затоа што и многу често ми ги толкува моите соништа. Со тарот карти имаме добра врска. И многу често кога ќе сонувам нешто, прво со неја го дискутирам за да може да ми го разглоби што значи. Значи модерен соновник. Кажи ми како се запознавте вие две? И двете многу Џастин Бибер го сакавме, бевме во Macedonian Believer заедно. И го апса Џастин Бибер, ја и она се пуштаме на Skype и плачаме заедно 3 сати, уиста насоба живееме, на Skype седавме. И од тој ден, значи буквално секој ден бевме заедно наредните 10 години. Вау, не го очекував ова. Али браво за Џастин. Иначе многу добра заедница си имаше направено околу љубовта кон Џастин Бибер, многу онака girlhood моменти сум доживеала баш ради тоа. Ја и она имаме живеено заедно исто така. И таа грижа која што си ја дававме една на друга, кога она знае дека цел ден сум била искучена затоа што сум работела, се враќам дома, исчистено ми е се, ми сготвила јадење, ми само онака, имаме слика кај што плачам од среќа, така после тежок ден се враќам и она ме фаќа дека од среќа плачам дека имам некој кој што таква грижа и тоа никога со тоа дека она очекува јас истото за неа да го направам, туку едноставно сака и е тука за мене и осетила дека ми треба и тоа искрено многу ретко го добивам во романтичните врски. Мило ми е дека барем преку другарството можам да видам и ваква љубов со грижа, зашто јас таква љубов давам. Фала ти, Анастасија, што го сподели ова со мене и искрено као премногу се соживувам со приказнава затоа што мислам дека пријателствата стварно имаат потенцијал за таква апсолутна нетрансакциона релација и ми е драго дека со вакви некои начини као не знам, нешто во едноставно као свилена и свезана постелнина, можеме некако многу блиску да си ги држиме луѓето кои што знаеме дека се грижат за нас кога сме будни и кога спиеме. Немам што да додадам, многу сладко.